Почитаме гледачи, здраво, живо и добродојдовте во музичката емисија на Славна како вековни ноти. И по тој повод следува музички поздрав. Група Корона. И најава на нашиот вечерашен гостин во студиото на Рис телевизија, а тоа ќе рече господинот Ивица Јорданов. Добро вечер и добродојдовте во убавиот амбиент. Добро вечер, професоре, благодарам на поканата. Баш ми е драго да доаѓаш со одличен прашалник, а тоа ќе рече дека си еден од најзначајните, би рекол јас, според моите сознанија во Македонија и пошироко, гитарист. Кој дел од гитарата го любиш да го свириш? Како правец, па повише правци, во повише состави членувам. Да. Со Морал, како рок бенд, членувам од 95 година. Да. Бенд со кој што свириме еден прослави, настапи кои што имаме се коки. Секоја покана не одбивате? Не, нема проблем. Зависно од прославата, зависно од настанот. Коки, значи Коки од нашиот Коки виолинист, Коки Дуле и Коки. Коки продолжи после смртта на Дуле Коки продолжи, си направи свој бенд и се вика Тајфата на Коки, од кој што јас земам учество како гитарист во тој бенд. Да не го забравиме Дуле да го кажеме. Нека почува во мир. Штипјани и двојца. Така е, генерација бевме се виолинист и гитарист. Од групи, еве сега видовме една нумера со Корона, значи свирев, членував и во таа група. Сум членувал во многу состави, во многу групи, од разни правци. Тоа како музика што јас сакам е, не можам да кажам дека сакам само рок музика.
секоја музика си има своја убавина. Своја дарба, свој жанр и така натаму, да. Зависи како ќе се определиш. Сакам рок музика, джез, блуз, народно, етно, значи ние многу луѓе мислат дека ако свириме рок музика или джез, не знам дека не треба да знаеме. Не, богатство е да се знае повише правци, зашто да не? Джез музиката Оливер Белопета соработуваш ли? Со Оливер Белопета не се познавам лично и не сум навлезен толку во тој правец. Студирав джез овде во Штип на факултетот, но имав и некои настапи така со некои бендови джез музика, но не сум во тој правец, не се. И Ивица, да се вратиме на првото прашање, твоите почетоци. Кој е во наводници, кој е виновникот да станеш музичар, гитарист и на крајот и на краиштата да бидеш мајстор на жичните инструменти? Професоре, нема некоја посебна причина да не знам, да бидам кој ти помогна да влезеш во музичката историја? Некој порив тоа е од внатре, од нас 12-13 години се јави кај мене желба за да свирам гитари. Тоа зборуваме за 87 година. Тоа е време кое што немаше од минатиот век. Така е. Да. Немаше интернет, дури имаше од телевизија имаше само прва програма и втора. Тоа време техниката беше посиромашна. Или ќе свириш на некој инструмент, или ќе бидеш во Балканец. Тоа беше времето. Да. Не спортував, за жал што сега ми е криво, не бев вклучен во некој спорт, али окей, јас продолжив со музика, така да на тие 12-13 години пројавив интерес. Чишковците мои на татко ми знаеа за своја душа да. Тој сакав да те праша, музички корени, фамилиарни? Мојот дедо од страна на татко ми свирил кларинет. Јас немав можност да го запознам затоа што е починат уште пред да се родам. Најверојатно е тоа некој ген. Дома нема некој што се бави со музика. Чишковците од татко ми што се браќа, значи за своја душа има гитара, али не почнав ради тоа што тие свире или некој да ме седне па да рече ајде сега ти треба да свириш. Не, тоа бев шесто оделение кога ми се јави желба за да свирам. И така, полека почнав. И ден денеска не те напушта желба? Па не ме напушта. Само е поголемо и поголемо. И треба да се докажуваш, нели? Е така. Па стално е тоа така, во било која работа. Во трка со времето, во трка со било музиката, која работа мора да се области, нели? Така е, мора да се оди напред, секојаш треба да чекор напред пред себе да се трудиме, условно така да кажем, да бидеме. Ивица, ќе дозволиш да порачам след на песна од група Корона, да те подсетам на твојата група која беше Така, јас во оваа прилика сакам да ги поздравам, прекрасни колеги, многу добро време поминавме заедно и се уште ние се дружиме, знаеме да седнеме да се напиеме. Гледачи, по желба на нашиот вечерашен гостин, повторно група Корона од фолклорното богатство на Македонија. Животот мој понесо јадови, ах изгори, пригори на собрани, полни бреме јанџио, полни да пијам да заплачам, полни бреме јанџио, полни да пијам дај вино дај.
osta, ko nas on mi pomina, pomina, ah ovena, bolkata mi ostana. Poli, poli, breme jančio, poli da pijam da zaplačam. Poli, poli, breme jančio, poli da pijam daj vino daj. Sanog sum so čašavo mejana, mejana, ah gorčina, tagane isplakana. Poli, poli, breme jančio, poli da pijam da zabačam. Poli, poli, breme jančio, poli da pijam daj vino daj. И со господинот Ивица Јорданов го продолжуваме разговорот, почитувани гледачи, а тоа ќе рече мојот и твој прашалник е спомнат Морал. Група? Морал е Слушате во таа група? Да. Гитарист, добро. Тамо сум Малку член. повеќе за Морал? а, Имате во- и нов албум, колку што знам. Така е, професоре. Во Морал на повикот Венко Серафимов, нашиот Венко, познат наш композитор, гитариста. Венко ме запозна со момците од Морал, тоа е 95-та или 6-та година. Да. Почнав со нив за да сум член и ден денес. Тоа е рок музика која што многу ретко, морам да признам, имаме настапи. Сцената, рок сцената во државата е, за жал, не би рекол мртва, но Не е проширен тој дел на квалитетна музика. Колку што мала јас знам во делот на Македонија, нели? има места каде може да се свири, но за жал друга музика е застапена на сцената, така да окей. Со Морал членувам од 95-та година, лани издадовме четврти албум е тоа со таа група, четврти студиски албум. Имавме концерт, имавме многу добра промоција во Скопје, имавме промоција овде и во Штип. На кај Љубан Стаменик, овде во неговиот кафе Лап, мислам дека кај него имавме промоција на материјалот, за да бевме договорени да свириме овде во Штип концерт. Имавме концерт во Скопје, во станица 26, многу добро организирано од нивна страна, организацијата добра посетеност беше. Знаете, се случи тоа што се случи, ни почина пејачот Владко Илиевски, нашиот Владче, за жал прерано замина. Колку години се работувавте заедно? Да, Владче дојде со нас 2001 или 2002, не можам точно да се сетам. Како млад средношколец дојде кај нас, за да после си направи своја кариера. Да. Тој ја и представуваше нашата држава, ја представуваше на Евровизија. Не знам во која земја беше тоа. Значи направи Евросонг, да? Да, направи солидна своја кариера. Така да он си беше и во многу луѓе ме прашуваа, мислеа дека со тоа дека кариерата му беше доста успешна негова соло, мислеа дека е излезен од Морал. Не, цело време ние сме заедно, така да еве за жал почина. Имавме закажано доста концерти, требаше да свириме Имавте во планови за Паланка. понатаму? Така е, имавме планови во Паланка, имаше еден, тоа е многу добар фестивал, мислам дека е Joy Fest, дека се вика.
Имавме ни Србија, требаше да свириме по клубови. Една мини, да ја речем, турнеја ни Србија. Имаше договори со Софија, требаше, Грција. Лето требаше да свириме Битола, Охрид, многу други места кои што еве имавме и планови, а имавме и разговори со многу луѓе за тоа. Се деси тоа што се деси, така да не речем. Но животот тече понатаму. Така е, него испромовиравме можеби албумот, но баш синоќ се слушнавме со водачот и композиторот што е во Морал Славчо Стојановски и баш искоментиравме, вика Ивица имам идеја, вика сакам да направам некоја песна што ќе биде посветена на Владче. Сега за сега со Морал немаме некои планови, се уште е свежа, отворена да речем таа рана што се случи со Владко. Не знаеме натака дали и како сето тоа ќе биде. Сега за сега тоа нема да нити го разговараме. Можеме нешто да го снимаме само во чест на него. А како ќе биде, дали ќе продолжиме со друг пејач и сето тоа е, мислам, ќе оставиме и ние на времето и малку сме и ние тука. Затоа се плановите што во иднина, тоа е значи во иднина, како ќе се случи, што ќе се случи понатаму, да. Конкретно еве во однос на Морал. За жал за Владко Илиевски, го спомнавме, не го забораваме и така. Младо момче, многу позитивно, многу фин, многу имаше фин прекрасен, чувствителен глас, беше уникатен пејач беше, многу различен од другите. Судбината сакала така да биде. Да. Почитуваме гледачи, повторно музични минути со групата Корона. Segde odев, segde šetav po ovoj beli šaren svet. Segde odев, segde šetav po ovoj beli šaren svet. Ama kako tebe, bela Jano, ama kako tebe, moja rano, ušte nigde ne najdo. Ama kako tebe, bela Jano, ama kako tebe, moja rano, ušte nigde ne najdo. Jano mori, Janinke, moja mlada fidanke, znaš kade li zgrešiv me, dvajca mladi, ej, ne se do me. Jano mori, Janinke, moja mlada fidanke, znaš kade li zgrešiv me, dvajca mladi, ej, ne se do me.
Da li znaš, da li pamtiš koga befme kraj radika? Da li znaš, da li pamtiš koga befme kraj radika? Toga šti mi reče Bela Jano, toga šti mi veti moja rano, deka večno ke se ljubime. Toga šti mi reče Bela Jano, toga šti mi veti moja rano, deka večno ke se ljubime. Jano mori Janike, moja mlada fidanke, znaš kade li zgrešit me? Dvajca mladi, ej, ne se zedov me. Jano mori Janinke, moja mlada fidanke, znaš kade li zgrešit me? Dvajca mladi, ej, ne se zedov me. Dvajca mladi, ej, ne se zedov me. И поубавиот музички дел, почитувани гледачи, еве вашиот водител Димитар Митевски и мојот вечерашен гостин Ивица Јорданов. Кој ќе и тајфата? Штепјани? Ти си меѓу нив? Така е, па само јас и Коки Мала приказа за тој дел во животот и во соработката со Коки и тајфата? Па соработка, тоа беше соработка за да од пред две и пол години веќе сум член на тој состав. Коки и тајфата, ние сме генерација со Дуле, со Коки, заедно израснавме во Дом на млади. Заедно ги направивме првите свирки, мислам, они си имаат бенд кој се викаше Александрија, мојата група се викаше Боб Рок. Се дружевме во тие години. Разменувате музички мишљења? Секако. Откако се случи со Дуле, откако замина, Коки мораше да продолжи и направи свој состав и го нарече Тајфата. Го нарече Тајфата, за да јас членував во корона тој период, студиски им помагав. Значи, бев соработник, студиски снимав гитаристе што треба, и некои спотови снимав тогаш, без разлика што не бев член на групата. За да пред 2-3 години почнавме со Коки да работиме, значи членуваме јас гитара, Коки, виолина, Сале Сашко Јаневски клавиатури, Љупче Чедомирски кларинет, саксофон. Има и други членови, зависно од типот на настанот кој што треба да го изработим. Има овде и бубњеви, и бас гитара, може и во проширен состав, така да функционираме. Група за, работиме дискотеки, приватни забави. Имаме доста поборувачката. Така е, имаме доста спотови со песни, се надевам нешто во емисијата ќе може да се види. Во моментот се снима вториот албум на Тајфата. Значи снимен е прв албум, се снима вториот албум на Тајфата. Многу скоро треба да излезе видеозапис од Бела Ајта се вика песната. Ајта не знаев, тоа е стар наш архаичен збор. Ајта значило свечена руба, така професоре? Точно, да. Свечена руба, Бела Ајта се вика песната. На музика од Дејан Ѓорѓиевски Дзене. Дејан Ѓорѓиевски Дзене. Во соработка со Коки, Дејан ни е исто така стар пријател, исто и тој не е генерација, овде во Штип заврши музичко. Со планови сте секако. Така е, имаме планови. Така да се надеваме. Имате почесто во студио снимање? Снимаме, често сме во студио. Мислам дека уште песна 2,
па треба да заврши, треба да се комплетира албумот. Сега кога ќе го издадеме, дали ќе биде тоа до нова година или пролет, не знам, тоа треба да седнеме, да се договориме, да се организираме. Многу скоро ќе биде, значи ќе ја пуштиме, се надевам до нова година Најавата во најкасно. Штипли ќе биде тука? Па да, Настапот, премиерата, па секогаш за планови програми, да? кога ќе биде снимен спотот, еве сега го најавав спотот што за Бела Ајта што ќе биде, секој дека можеме да направиме промоција. Ние и Ирис телевизија ќе бидеме уредно поканети, нели, а? Секогаш. Само живи и здрави да сме зашто. Почитувани гледачи, ја продолжуваме нашата емисија, меѓутоа и да видиме од видеозаписите на нашиот вечерашен гостин Ивица Јорданов. Слушам кај шумат шумите, плачат за војводата, капитан. Слушам кај шумат шумите, плачат за војводата, капитано. Другари верни, другари, другари, верни другари, другари. Кога ми се ловравите, со коњи да не тропате, ама тропате. Со коњи да не тропате, со пушки да не фрлате, ама фрлате. Да не ве чуе мајка ми старата, да не ве чуе мајка ми старата, да не ве чуе мајка ми, ке ве праша за мене, ама за мене. Да не ве чуе мајка ми, ке ве праша за мене, ама за мене.
И го продолжуваме разговорот, почитувани гледачи. Нашиот вечерашен гост е, повторно да го кажеме, Ивица Јорданов. Моje лично прашање, се надевам дека ќе имаш свој адекватен одговор. Хоби, реставрација на музичките инструменти. Да го откриеме твојот музички занает? Се што работам во животот, се ми е поврзано со музика, професоре. Да. Од настапи, од живи настапи, студиска работа, доста студиска работа, не спомнавме. Имам со разни изведувачи, наши артисти, дали машки, женски вокали. Се ми е поврзано со дечиња, работев приватни часови, со години го работам тоа. Последната година, две, ќе се извинам на многу луѓе кои што може би и обеќав дека ќе работам со некој дете, не успевам да се снајдам со времето. Така да, како... Секој бега времето, а? За жал. Да. За жал. Така да, како хоби ми е со агендата ти е полна секојдневна агенда. Во многу интересно време живееме, за да, како да кажам, порно за да завршиме една работа, ќе требаше да се качиме во автобус и да отидеме до Струмица или до Скопје, да обавиме што треба или да кажеме, да прашиме, па да се вратиме. Сега сето тоа можеме да го направиме за 3 или 5 секунди или 5 минути на телефон или со мејл и пак се плакаме дека немаме време. Секојаш недостасува време. Секојаш недостасува, него сметам дека може би малку и превише земаме за обврски од тоа што можеме. Никош да не се преценуваш, секојаш да го завршиш тоа што можеш во прилог на оние кои што бараат твоја помош, музичка. Па така, не, се трудам да бидам генерално организиран, него еве, некош се деси да се смешаат конците, да речам. Како хоби, реставрација, поправки на жичени инструменти. Во буквален превод тоа значи поправка, реставрација, нели? Да го објасниме зборот. Да се поправи некој инструмент. Да. Сега реставрација да го наново живееме. Тоа е, мислам, едно исто. Да ја соблечеш и да ја облечеш гитарата, не? Така би му дошло. Така би. Го сакам тоа го правам за своја душа. Имам едно место, еве, бевте гости кај мене во мојот дом и го видете тоа моје место. Тоа е една просторија од 20 и кусур квадрати, каде што таму ништо не ме боли. Таму ништо не ми смета. Таму ништо не може да ме изнервира. Сам си на своето. Место каде што сум многу опуштен, место каде што сум, да речам, радосен. Што те релаксира, тоа така дава ти надрж за иднина и така натаму. Така е, многу... Има многу мои лични гитари. Многу сакам стари гитари. Гледам овде имате мандолина, па многу ги сакам овие стари инструменти. Любител. Сега е лесно да се набави гитара и било кој инструмент. Многу ефтини инструменти се набавуваат. За 30, за 50 евра имате гитара, свети целата и свири добро. Овие стари инструменти се сами по себе интересни. И имам доста вакви стари инструменти. Имаат... Немам јас зборови тоа да го опишам како ги доживувам овие... Поразговаравме малку, ако се сеќавате кај мене во моето студио. Имаат своја душа, имаат своја болка, имаат своја приказна. Виделе многу виделе, мислам, многу. А јас би те прашал, старите инструменти држат ли штим? Па може да држат ако знаат да се средат. Да се средат. А ти тоа го знаеш. Па, и го можеш. И го работиш. Да се менуваат штимачите овде, треба да се сменат штимачи. Тоа е како хоби. Тоа ме опушта, тоа ме релаксира. Знаат пријатели да дојдат и овде да се дружиме со музика, па и да си посвириме таму, во тоа моје место. Поштено гледачи, ние го посетивме Ирис телевизија екипата во неговиот дом, па еве мали инсерти, мали делови од неговиот секојдневен труд во поправката на инструментите кои што ги бараат оние на кои што им е потребен нашиот мајстор.
svetog, дека може да ти видам. Немој, сине, не им давај твоето срце да го видам. Домот мирен многу лета, јас те гледав како растеш. Сега само соза жешка, лице бледо, рана тешка. Еј, сине мој, еве песна, гласот татко твој. Еј, ангел мој, да те врати пак во домот свој. Еј, сине мој, еве песна, гласот татко твој. Еј, ангел мој, да те врати пак во домот твој. Кажи Боже, дал ке можам уште еднаш да го видам. И на крајот само сакам да го допре мојта рака. Домот мирен многу лета, јас те гледав како растеш. Сега само солза жешка, лице бледо, рана тешка. Еј, сине мој, еве песна, гласот татко твој. Еј, ангел мој, да те врати пак во домот свој. Еј, сине мој, еве песна, гласот татко твој. Еј, ангел мој, да те врати пак во домот свој. Да те врати пак во домот свој. Колега Ивица, јас би рекол дека често пати соработуваш со видни личности во Македонија, познати инструменталисти, гитаристи и така натаму. Имам информација дека со Владко Стефановски редовно комуницираш. Бара ли услуга од тебе
околу оформувањето на штимањето на гитарата и така натаму? Владко Стефановски, Контактирате редовно, нели? така имаме контакт. Владко Стефановски е мој идол од самото мое почнување со музика, на мое големо задоволство. За моја чест ми се обрати за неговата прва гитара. Прва гитара купена на некои си своји 10-11 години, не знам точно. Ми се обрати за да ми каже: Ивица, во многу лоша состојба е, дали можеш да ја средиш? Се радував како мало дете. Уредно понудено, уредно прифатено. Се радував како мало дете, можеше да ја понуди на било кој? на било кого, тоа е само да каже на некого во Сараево, во Загреб или во Белград, со тоа дека Владко Стефановски не е гитарист кој што го знаеме само овде. Да, точно, да. Цел Балкан, цел овој регион од Европа го знае Владко Стефановски. Како квалитетен и добар. Па како не, тоа е 40 и кусур години на сцената. Многу резултат. Сакав да кажам, на кого и да е мајстор што се многу пред мене што се занимаваат со оваа работа, да се обратеше на било кого, ќе дојде од дома да му ја земат гитарата, тоа е чест за било кој што се занимава со ова. Така да многу бев почестен за тоа и буквално дома дури Ти на моја гитара чук на 3 пати ја поправи, така ли? На моја сметка имаш и шеги дома од страна на мојата сопруга и на моите дечиња, кога ме гледа како се радувам за сето ова. Да. Така да ја средив таа гитара, моја однесов супер. Имаме соработка, се слушаме поврзано сега како тоа со музиката, дали оваа гитара вака, дали така. Треба скоро сега да се видиме. Твоите консултации ги прифаќа редовно? Да, разговараме како познаници, пријатели да речем. И големо име, мислам, тоа е не постои таков човек на овие простори со толку голем резултат до сега. Исто текстовите на брат Горан Стефановски. Па така, и Владко пишува текстови, али секој дека си. Да. Но често пати го користи неговата. Така да неговата гитара еве ми беше да речем врв во тоа што ми е како хоби. Секако тука сум за било кого ако треба. Имено тоа. Не ги бираш муштери, они те бирате. Па не се тоа муштери, тоа се пријатели, познаници, комши, како хоби дека се тоа ми е, така да. Еве мисле да го продолжиме нашиот разговор за нашите гледачи и слушатели, дека имам информации со блиска средба, условно кажано, за реставрација на гитарата на Никола Бадев. Како дојде таа средба, тоа сознание и докаде го истера тој работен дел? Преска во разговор, значи, спомнавме со Владко Стефановски, значи, како врв во мојата работа, во моето хоби. Ме контактираа луѓе од градскиот музеј од Кавадарци. Пријатели мои тамо им дале контакт. Ме замолија, ме прашаа дали можам да ја средам гитарата на Никола Бадев. Повод беше отварањето на спомен соба во градскиот музеј во Кавадарци, спомен соба посветена на Никола Бадев. Тоа е спомен соба. Бев поканет на отварањето, за жал не можев да присуствувам. Тоа е спомен соба кој што се изложени негови лични работи, неговата бројаница, неговиот бастун, неговата гитара која што дојде кај мене дома и се радував пак, морам да кажам. Јас значи како и сите, еве да речам нешто посебно да слушам народна музика, него јас сум овде роден. Значи сите ние сакали не сакали, ние знаеме најмалку по 10 песни, без разлика кој жар на музика го сакаме или слушаме. Знаеме народна музика. Така да Никола Бадев, тоа е едно големо име. Јас не можам многу да зборувам, вие повише можете да се надоврзате, да кажете нешто за него. Али кога разбрав дека Никола Бадев оставил зад себе 800 песни, зачувал. Тоа не се негови песни авторски, него тоа се народни песни кои што тој ги зачувал. Ги собрал и ставил на две корици. Тоа е голема бројка. Тоа е за поздрав. Не го знаев тој податок, тоа го прочитав скоро во некој медиум.
го не знам дали на интернет или некој вестник беше знаеш купен. Така да мерак и чест ја средив за да после ја уснимам таа гитара со Зоран Настов, член од Корона. Со професор Настов заедно седнавме кај мене и Музичната академија, да? така е. Седнавме со него и се договоривме да Флейтистот, да? така и ја отсвиривме Параходот. Ми пристигна. Така е, од Никола Бадев и заедно гитара и вокал со Зоки, така да и со неговата флейта секако. Чест за мене. Така да испадна супер, ми пратија и слика, ми пратија од музејот. Стаклена витрина е направена и во стаклена витрина е ставена гитарата. Ја само да кажам една или две реченици. Параходот е пристигна, тоа е печалбарска песна, меѓутоа секоја печалбарска е љубовна песна. Во категоријата на овие два тома го има тој дел. Ивица, мојата желба и желбите на уметничкиот тим на Ирис телевизија ти посакува долги години, мајсторството да не го напушташ, да го пренесеш некои генерации и така натаму, за да ретки сте вие како мајстори, како познавачи на жичените инструменти во Македонија, значи мораш да го пренесеш занаетот на некои твои роднина, твои пријатели, другари и така натаму. Фала ви за убавите зборови, професоре. Посакувам исто многу здравие, многу, нели. Син ми е доста интересно момче, 12 години е и знае да ми помага со овие работи. Доста е талентиран. Има хватка за нешто да се работи. Така да не можам да Продолжуваш да го обучуваш, нели? Па јас нема да Има љубов, тоа е многу битно. Има тој чепка, него времето ќе си покаже, така да се е окей, само живи и здрави, добра мисла да сме сите. Старите занаечии викат занаетот мора да го поклониш и да го предадеш на друг. Јас сум генерално сум многу отворен човек, така да ако некој сака нешто да научи, тоа е било и со гитарата кога некој е побарал. Да му покажеш нема проблем, па како јас не така добив и јас. Зошто да не дадам на некого или да не помогам? Мајстор Ивица, драго ми е што бевме заедно. Професоре, исто и на мене. Да Фала се ви. гледаме, да не има и да слушаме одлични резултати во твојот занает. Фала ви за вниманието, така да се надевам ќе се видиме пак на некоја наредна И ова зошто да прилика. не. Ветуваме дека ќе се Да сме само живи и здрави. Почнувам гледачи, тоа беше се што ви подготвив на оваа вечер. Се надевам да доволни, да се надеваме дека ќе се продолжиме и натаму да се гледаме. Да оставаме со добро здравје. Пријатен ден.